Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во нашата виртуелна училница. Чест ми е и задоволство што денеска јас сум вашиот виртуелен наставник. Се викам Михова Ружица и доаѓам од основното училиште Маршал Тито Струмица. Ова е час по историја за 6-то оделение, а наставна содржина која ја обработуваме е римска култура. За време на создавањето, ширењето и постоењето на римската држава, римјаните создале и развиле своја култура. Римската култура еволуирала во текот на речиси 1200 годишната историја на таа цивилизација. Многу аспекти на римската култура биле превземени од древните грци, а огромно влијание имала и етруската култура, а сите знаеме дека етрурците биле најстарото племе кое го населувало Апенинскиот полуостров. Цели на овој час ни се да осознаеме и да научиме за религијата, книжевноста, градежништвото, вајарството и сликарството, како и науката во римската држава. Религија. Римјаните, како и останатите стари народи, верувале во повеќе богови или биле многу божци. Ги замислувале боговите со човечки лик, слично како и хелените, им подигале храмови во кои носеле подароци и се молеле. Врховно божество кај римјаните бил богот Јупитер. Јупитер е главниот бог во римскиот пантеон, господар на небото и на светот, син на Сатурн и на Реа. Неговата жена, Јунона, била божица на бракот. Венера е римска божица на пролетта и заштитничка на градините, а подоцна и божество на убавината, љубовта и животот. Таа се родила на Кипар од морска пена. Венера била сопруга на богот Вулкан и мајка на Купидон. Таа го изневерила Вулкан со Адонис и од љубовната врска со тројанецот Анхис, Венера го родила јунакот Енеј. Дијана била божица на ловот, Марс бил бог на војната и во римската митологија синот на Јупитер и Јунона. Според митот тој е татко на Ромул и на Рем и така е апостол на римјаните. По Јупитер тој бил најважниот бог кај римјаните. Првично бил поврзан со вегетацијата или како што Катон пишува во својата молитва за плодовите, подучени од Марс, а исто така бил заштитник и на стоката, тоест говедата. Божественоста на императорот и култот околу него биле важен дел од римската религија. Во напорите да се зајакне политичката лојалност кај народот, царевите ги повикувале граѓаните да учествуваат во обожувањето на императорите како божества. Царевите Октавијан Август, Клавди, Веспазијан и Тит биле воздигнати на ниво на божества. Во римските домови над огништето стоел домашниот бог, на кој римјаните му се молеле и му приносувале подароци. Книжевност и говорништво. И книжевноста кај римјаните се развила под влијание на хелените и затоа нејзината вредност е двојна. Таа не е само одраз на развитокот на римското робовладетелско општество, туку е и ризница во која се сочувани голем број дела на хеленски научници и поети, чии оригинали се изгубени. Најпознатиот римски поет бил Вергили. Тој го напишал епот Ајнеида или Енеида, еп во 12 пеења, напишал по угледот на Хомер и неговата Илијада. Во него се опеани доживувањата на Ене по поразот на Троја, доаѓањето на Апенинскиот полуостров и борбата со Латија, со домашното население и со рутулскиот крал Турно. Вергили не го завршил епот, а последната негова желба било делото да се запали. Но на интервенција на императорот Август тоа за среќа не било направено. Како автор на комедии се истакнува Плаут,
а особено популарна била неговата комедија Војникот Фалбаџија. Римската комедија се развила по примерот на античките комедии и особено својот подем го бележи во 4 и 3 век пред нашата ера. Римјаните посветувале огромно внимание на говорништвото, кој им било неопходно во расправиите во Народното собрание, Сенатот и судовите. Марко Тулиј Цицерон или Кикерон е римски оратор, државник и филозоф. Важи за најголемиот говорник на сите времења. Еве еден многу интересен податок. По својата природа Цицерон бил многу срамешлив и кога излегувал на трибината за да држи говори, тој треперел многу повеќе отколку кога заповедал со легиите на воените походи. Градежништво, вајарство и сликарство. Она што треба да го знаеме е дека римјаните биле вешти градители, особено се познати по изградбата на патишта кои им биле неопходни поради развојот на трговијата и воените походи. Во период од повеќе векови, римјаните изградиле ефикасна мрежа, што на крајот се протегала во должина од дури 80.000 километри на површина што сега би покривало повеќе од 30 држави. Биле одлично трасирани и поплочувани патиштата со камен и во планинските предели биле широки од 1,5 до 2 метри, а додека во низините достигнувале ширина и до 8 метри. Покрај патишта граделе водоводи, бањи или терми, храмови, плоштади, дворци и друго. Особено по својата убавина се истакнува римскиот форум. Римскиот форум, или латински форум романиум, бил средиште на политичкиот, правниот, стопанскиот, културниот и религиозниот живот во Стариот Рим. Под форум се подразбираат сите згради, споменици и остатоци од древните урнатини во времето на Стариот Рим. Во Рим форумот бил урбано место. За жал денес форумот личи на расфрлена колекција од урнатини, но со известна фантазија посетителите можат да си го представат овој локалитет и животот во некогашната Римска империја. На локалитетот се уште се видливи остатоци од многу згради од различни периоди, храмови, базилики и триумфални сводови. Колосеум, или изворно наречен Флавиев амфитеатар, и најголемиот амфитеатар во Рим и во светот. Колосеумот бил изграден од царот Тит Флавиј Веспазијан, кој го започнал во 72 година пред наша ера, а неговиот син царот Тит Флавиј Сабин Веспазијан го завршил во 80 година од наша ера. Тие потекнувале од прочуеното римско благородничко семејство, па оттаму и градбата го добила името. И еве еден интересен податок, Колосеумот можел да прими дури 50.000 гледачи кои уживале во гладиатурските борби. Развиено било и вајарството, се изработувале бисти и статуи на богови, владетели, војсководци и видни граѓани. Римските релефи на борбени сцени, како и оние на Трајановиот столб, биле создадени за глорификација на римската моќ. Познати се и римските мозаици, со кои били украсувани ѕидовите и подовите на повеќе објекти. Наука. Римјаните од хелените ги прифатиле и ги развиле историјата, медицината, философијата, географијата, математиката, астрологијата и други науки. Познат историчар бил Публиус Корнелиус Тацит. Потоа Тит Ливиј исто така бил римски историчар, роден во околу 59 година пред наша ера, а умира во 70 година од наша ера. Напишал дури 142 книги, од кои се зачувани 35.
Познат историчар бил и Плутарх, кој бил роден во Хелада, но откако станува граѓанин на Стариот Рим, го добива името Лукисиус Местрисиус Плутархиус и бил старогрчки биографии сеист, чии најпознати дела се напоредни животописи и моралија, а Плутарх пишувал на старогрчки јазик, но за старогрчка и римска публика. Првиот латински писател што ја споменува астрологијата е Ениус, во околу 169 година пред наша ера, а големиот оратор Като во 149 година пред наша ера јавно предупредувал против консултирањето на царевите со халдејците, кои ги нарекол опасно странско влијание. Сепак астрологијата била прифатена од водечки фигури во Рим и се знае дека Марко Антони и Октавијан Август имале своји астролози. Математиката исто така била доста развиена. Римските бројки со броен систем кој потекнува од Стариот Рим доста се користел и во средниот век со мали измени, а го користиме и денес во историјата, знаете сите, за бележење на вековите. Зачетоците на медицинските науки и медицинската пракса во Рим се поврзуваат со еден настан од почетокот на 3 век пред наша ера или поточно во 293 година пред наша ера, кога во градот Рим се проширила епидемија на чума. Како што обично се случувало во моменти на голема опасност по градот, Сенатот побарал помош во сибилските книги, кои представувале збирка на пророштва и прописи против уроци. Така римјаните во 291 година пред наша ера на островот на реката Тибар подигнале храм посветен на богот Ескулап. Новиот култ кон овој бог помогнал во развој на римската медицина. Подоцна во Јужна Италија, во јужниот дел на Пенинскиот полуостров, биле отворени медицинските школи. Првите лекари биле хелени и така се развила и религијата во римската држава. Она што е особено важно и ќе остави голема трага во светската историја е римското право. Под терминот римско право се подразбира правниот поредок кој бил во сила во римската држава од основањето на Рим во 754 година пред нашата ера, па се до смртта на императорот Јустинијан I во 565 година. Римското право станало темел на развитокот на европскиот правен систем. Царот на Источното Римско царство или Византија Јустинијан I постигнал трајна слава преку законските реформи, а особено преку комплетната ревизија на сите дотогашни римски закони. Збирката од Јустинијановото законодавство денес е позната како корпус на граѓанското право. Се состои од Јустинијановиот кодекс, потоа Дигеста и Institutiones Novели. Се надевам дека ви се допадна овој час за домошна работа. Споредете ги хеленската и римската култура и одговорете што е заедничко, а по што се разликуваат двете култури. Јас се надевам дека набрзо пак ќе си се вратиме во нашите училници, затоа што навистина многу ни недостасуваат.